Војната интервенција во Либија беше моја најголема грешка, вели Барак Обама 7 месеци пред да ја напушти Белата куќа. Во интервју за Fox News, американскиот претседател признава дека верувал оти со падот на Муамер Гадафи ќе се врати демократијата во африканската земја. Worst mistake. Probably failing to plan for the day after what I think was the right thing to do in intervening in Libya. Дека уривањето на либискиот режим било лоша идеја своевремено зборуваше и самиот Гадафи во едно од своите последни обраќања непосредно пред да биде ликвидиран пред 5 години. Полковникот предупреди дека ако падне од власт Европа ќе се обои во црно, алудирајќи на масовната миграција што ќе го преплави стариот континент. И САД и Европа тогаш се подсмеваа со претскажувањето на диктаторот, особено откако во Обединетите нации побара милиарди долари помош за да се спречи бран од мигранти од Африка. Нам ни требаат 7,77 трилиони долари од Европа. Платете ги овие пари или ќе се соочите со масовна миграција на африканци, азијци и латиноамериканци, кои ќе дојдат во Европа да си го земат назад тоа што им припаѓа од времето на колонизацијата. Гадафи, кој 42 години владееше со земјата, беше линчуван од либиските бунтовници во октомври 2011, половина година по воената интервенција на западните сојузници. И по 5 години Либија се уште трага по мир и поветената демократија, вели и кандидатот за претседател Доналд Трамп. Погледнете што се случува во Либија. Таму се случува вистински хаос. Исто е и во Ирак, каде што се најголемите тренинг кампови за терористи. Без Гадафи и без Садам Хусеин, и Либија и Ирак денес се многу понебезбедни места за живење. Се проценува дека само лани околу 200.000 мигранти од Либија преку Средоземното море дошле во Италија.